Пред самиот крај на протестите на така наречената шарена револуција, овде пред собранието на Република Македонија, протестите ескалира и дојде до судир помеѓу полицијата и демонстрантите. Околу 10 часот дојде до судир помеѓу демонстрантите и полицијата, откако специјалци, полицајци се појавија од зад собранието и почнаа да ги повлекуваа демонстрантите кон на паркот Жена Борец, каде што во моментов и тие се наоѓаат. Во моментов, како што ја гледате, ситуацијата е таква, мирна е, нема никаков судир, демонстрантите се од една, полицијата се од друга страна. Во еден момент слушнав и гласно испукување, но се уште не е потврдено дали станува збор за димена бомба, за созавец или пак за некоја направа што е направена од страна на демонстрантите. Телевизија Нова денеска забележа дека има и голем број на автомобили со струмички и со кумановски регистарски таблички кои што пристингале во Скопје со цел да дадат подршка на така наречената шарена револуција. Дел од демонстрантите беа облечени во мајчки со логото и со надписот на СДСМ и велат дека тие од Куманово се организирале преку општинските организации, а за овој протест дознале преку социјалните медиуми. Вие од каде дојдовте за протести? Од Куманово. Ние сме од Куманово, група со некаде над 50 автобуси. Како разбравте за протестот? Како се договорите? Преку Фейсбук имаме контакт преку општински организации, си има контакти и се знаеше многу порано, се знаеше, требаше на 18, ама ето одлучивме, чекавме 18 да помине, тој ултиматум, затоа одлучивме сега на 20 и сме собрани, како што гледате и сами, во голем број. Дел од демонстрантите фрла тврди предмети кон полицијата, останатиот дел ги убедува да престанат со фрлање на предметите и да ја смират ситуацијата. Демонстрантите кои што одржаа говор кажа дека ќе продолжат и понатаму со протест.